Првото утринско кафе, почитувани наши, ова утро го пиеме во друштво на Петар Андоновски, македонски писател, добитник на роман на годината за 2015 година и Европска награда за литература во 2020 година. Средбата со писателот Петар Андоновски ја правиме во Белград, на најпознатата улица Кнез Михајлова. Петар, добро и убаво утро. Благодарам што ја прифативте поканата од нас да го направиме овој утрински разговор. Вие сте писател, како што кажав, добитник на две престижни награди, роман на годината и Европска награда за литература. Малку подоцна во разговорот ќе зборувам и за тоа, ама за почеток би сакала да ве прашам од каде кај вас љубовта кон пишаниот збор и од кога почнувате да пишувате? Добро утро, Ирена. Само малку би дополнила, многу често новинарите ми ја заборават и што е една многу важна награда што ја имам добиено, а што исто така е меѓународна награда. Тоа е наградата од англискиот Пен Центар за мојот роман Лето во кое те нема. Од каде љубовта кон пишаниот збор, не знам, тоа некако спонтано дојде. Многу интересно што некаде до мои тинејџерски години воопшто не сакав да читам книги. Моја прва љубов беше театарот. Првин го засакав театарот, а подоцна ја засакав книжевноста. Некаде во средно почав многу поинтензивно да читам и некако природно ми беше да се запишам на студии по општа и компаративна книжевност. За себе секогаш велам дека првин сум читател, а потоа писател. Да не сакав да читам книги, најверојатно никогаш немаше ниту да сакам да пишувам. Иако денеска многу се измести, особено последниве 5-6 години, се повеќе луѓе се осмелуваат само затоа што сакаат да читаат книги, мислат дека треба и да почнат да пишуваат книги. Дали тоа оди заедно, вообичаено, пишувањето и читањето? Па мислам дека сепак пред се треба да имате и некаков талент. Во последно време се повише се организираат оние школи за креативно пишување. Имаше една хрватска писателка Дубравка Угрешиќ која велеше имаме толку многу школи за креативно пишување што заборавивме вистински да ги читаме книгите. Време е да почнеме да правиме школи за читање книги. Така да и јас сум тука на сличен став со Угрешиќ. Време е да почнеме вистински да ги читаме книгите и да читаме, се разбира, вистински книги. Петар, која е вашата инспирација? Зашто најмногу пишувате? И која е пораката која што ја давате преку вашиот пишан збор на вашата публика? Што им порачувате на читателите? Она што најмногу мене ме инспирира, тоа се малите приказните на обичните луѓе, најчесто семејните односи, семејните приказни, општеството во кое што живееме, пишувам современи романи, а што се однесува до пораката, сепак тоа сакам да им го оставам на читателите, секој да си ја пронајде вистинската порака, затоа што секое читање е различно читање. Секој читател поинако си го чита својот роман и дури она што ми е интересно на моите средби со читатели е тоа што знаат да ми откријат многу пати некои работи што дури јас не сум планирал да ги напишам, а тие го препознале тоа нешто во моите книги или си го протолкувале така да тоа им го оставам најчесто на читателите, никош не се задржувам на некаква конкретна порака. Која е вашата публика? На која публика најчесто и се обраќате? Дали се тоа помлади читатели или е можеби повозрастната публика? Па многу е интересно тоа што, еве вака, што сум имал средби, најчесто најголем дел од мојата публика се жени и тоа жени над 40 години. Тоа е многу интересно. Иако кога седнувам да пишувам, никогаш не размислувам. Ова мислам дека секој писател истото би го одговорил, дека не пишуваме за ниту една одредена публика. Кога пишува еден писател, едноставно не размислува кој ќе го чита и не го замислува. А и не ни треба да го замислува својот читател. За мене најважно е кога пишувам, тоа што го пишувам мене лично да ми се допадне, значи на читателот во мене да му се допадне. Што ќе му се допадне на читателот во мене, знам дека тоа е тоа и дека тоа треба да оди во печат. Но ете, како што ви реков, нема одредена публика на која би сакал да и се обратам. Секој читател е добре дојден, дури и еден читател да остане, дури и за тој еден вреди да се пишува. Делото во кое треба да се живее, роман на годината 2015 година од Утрински весник, која е темата, која е пораката на овој роман? Тој роман настана под инспирација од романите на Елфриде Јелинек, австриската авторка, во тоа време ептен
уживав да ја читам и мислам дека под впечатоците од тоа што го читав, еве пак се навраќам на она што го реков пред малку, дека мојата најголема инспирација за пишување се токму книгите. Читањето книги, колку и да звучи ова клише, но сепак читањето туѓи книги секогаш ми е најголема инспирација, така да тој роман настана под влијание на книгите на Јелинек. Европска награда за литература 2020 година. Што за вас значи оваа награда и колку ви е ова поттик да бидете се подобар и подобар со следните романи? Европската награда е многу важна за нас кои пишуваме на мали јазици. Кога велам мали јазици, мислам пред се на јазици кои имаат мал број на говорители. Македонскиот јазик спаѓа во таа категорија. Она што зашто е битна ова европска награда е затоа што ви отвора врати кај европските издавачи. Овој роман беше преведен на 10 јазици во 10 различни земји. Благодарение на ова награда гостував насекаде низ Европа. Тоа е добро не само за мене како автор, туку пред се и за македонската книжевност, затоа што јас пред се ја представувам македонската книжевност каде и да гостувам. Така да овие награди се добри пред се за нас кои пишуваме на малите јазици, се надевам дека и после мене некој ќе ја добие. Петар, би сакала да го искористам овој разговор со вас, да кажеме на публиката дека вие сте и голем љубител на патувањата. Тука сме заедно ова утро во Белград, меѓутоа забрзо заминувате во Индија. Патувате на секаде низ светот. Дали можеби од овие патувања црпите дел од идејата за вашите романи? И што е идно од вас? Што може да очекува вашата публика од вас во скоро време? Патувањата најчесто ги споредувам со книгите. Ако после прочитана книга или ако после некое патување не се променило ништо во вас, тогаш џабе сте си го потрошиле времето на таа книга или на тоа патување. Се разбира дека голема инспирација ми се патувањата, сето она што го гледам, што го доживувам на тие патувања, си влијае и порано или подоцна си наоѓам место и во тоа што го пишувам. Што е следно, планирам еден роман, но за тоа никогаш не сакам да зборувам пред да седнам и пред да го напишам, така да тоа нека биде повод за некој иден разговор. Токму тоа сакав и јас да го кажам, ова ќе биде повод за иден наш разговор, можеби ваше гостување кај нас во студиото, да направиме промоција. Во еден неврзан разговор ми кажавте кога на едно од вашите патувања во Индија дека не ви е интересен да го гледате она каде што живеат богатите, туку баш напротив, интересно ви е она што го наоѓате на улица и сакате да го гледате она како живее просечниот граѓанин. Дали е тоа вистина и колку црпите од нив, колку црпите од луѓето, од народот, колку ви се важни нивните приказни во пишувањето? Па секогаш како писател ме привлекувале приказни на обичниот човек, особено на оние маргинализираните, отфрлените, оние кои немале доволно можност да си го искажат својот глас. А Индија е совршена за тоа, целиот живот на сиромашните во Индија се одвива токму на улица. И она што е интересно со Индија и што особено мене ме привлекува е што Индија е земја на контрасти. Еве ќе дадам само еден пример, тој пример најчесто го давам кога сакам да ја опишам таа земја. Кога пристигнав пред 3 години во еден хотел во Џајпур, на рецепција не пречека и на индика со латици од ружа, фрлаше врз нас и ние помисливме кој знае каде сме дошле во каков хотел. Следно што ме дочека беа неколку глувчиња во соба, така да еднашка во Индија фрлаат ме пречекуваат со латици ружи, следно ме пречекуваат глувци. Така да тие контрасти ме привлекуваат. Петар, ми беше чест и задоволство што ова утро бе во ваше друштво, а верувам дека и на нашите гледачи. Посакувам многу успех и се гледаме во наредна прилика. Ви благодарам и на вас за разговорот.